Entraîne à nouveau avec Peugeot. C'est faux, le grand frère. Chère maman, j'adore ce design. Окей, дечки, да не претирам и да не пробвам повторно да зборувам француски. Очигледно многу лошо ми оди, но станува збор за новото Peugeot 2008. Тоа е најмалиот SUV на Peugeot, базиран на малиот урбан автомобил 208. Ако се сеќавате, пред некој месец ги возевме двете верзии на 208. Едната беше електрична, целосно електрична. Морам да бидам искрен дека и таму и тука го обожавам дизајнов. Изгледа многу модерно, многу футуристички, многу поразлично од се друго што има барем во негова конкуренција. И да бидам искрен, реакциите на сите луѓе што го видоа деновиве беше вау, многу јак дизајн, многу добро изгледа, сигурно чини над 30.000 евра. Не, баш напротив, чини 21.990 евра, барем тоа е акцијската цена во Allure ниво на опременост, како што е овој модел денес. И има навистина интересна и богата опрема, тоа ќе го зборуваме малку подоцна. Сега сакам малку задржиме на дизајнов. Дефинитивно можете да гледате, да ги видите сите работи што ги има. Не мора да објаснувам, ќе го погледнете другото видео со 208-цата каде што зборувам за останатите 3 забави на што асоцираат. Тука ќе истакнам само дека оваа маска во секоја различна, во различните нивоа на опременост доаѓа различна маска. Пример, во електричната доаѓа со плави детали, тука е хром и навистина интересна. Интересен детал е тоа што во бројката 2008 двете нули се направени како Infinity. На задниот дел имате 3D светла што се доста интересни. Нема фейк издови, ако има два отвори, двата се реални. И исто така мора да ги истакнам овие црти тука на страничниот дел, овие доаѓаат како триаголници. Тука некои испакнати, навистина многу ми се допаѓа. Затоа сега ќе ви оставам некоја секунда да поуживате во дизајнот и се гледаме внатре. Вау! Внатре, како што гледате, е речиси идентично исто како во 208-цата. Океј, тука има малку поголем екран, бидејќи во оваа опременост имате 10-инчен екран и навистина е многу добар. И во 208-цата го гледавме како функционира и тука ќе кажам дека е добар. На моменти знае да подзакочи, но искрено не е ништо страшно. Ви имате овој 3D кокпит тука кој што е феноменален, изгледа како буквално да се во некој вселенски брод. Ви имате овој волан кој што е како од авион, и исто така како од авион си овие копчиња тука. Плюс од 208-цата, бидејќи тогаш во таа опрема немаше ваква дополнителна опција, тука имате и дополнителни копчиња кои што се на тач и искрено многу помагаат кога го користите екранот и ви се брзи команди за одредени функции, пример за климата, радио, навигација, одредени системи околу автомобилот и така натаму. Надале е буквално истиот дизајн, имате една преграда која што се отвара многу кул. Тука имате една опција да го поставите телефонот исправено, пример вака. Исто така имате бежичен полнач внатре и имате уште една голема остава на овој дел. Имате приклучок за струја на 12 волти, еден обичен USB полнач, еден USB Type-C. Имате две големи остави, од која што едната е подлабока, другата повисока. Ова е веројатно за кафе, бидејќи нели чашките за кафе се малку помали. Имате голема остава, иако изгледа како мало наслонов за раката и мислите дека е мало оставата, имате голема остава што оди некаде до тука и е навистина голема. Ова е некоја остава веројатно за клучот, бидејќи се пали на копче и е keyless. Инаку дизајнот, повторно ќе кажам, вака треба да изгледа еден модерен автомобил од 21 век, од 2020, односно 2021 година, бидејќи ова е нашата прва епизода 2021. Многу меки материјали, дури овој фейк карбон е мек материјал. На вака на овој дел е нешто по цврста пластиката, но морам да кажам дека изгледа добро. Се годиме назад да видиме како е. Тука на задниот дел најмногу ми интересира, кај ми била чашката
Ова ми е поклон од Peugeot, морам да се пофалам, за 210 годишнината, што беше пред некој месец. Многу интересна чашка, фала ви Peugeot уште еднаш, така се користиме за кафе. Тука многу ме интересира, бидејќи 208-цата е мало градско возило и иако го пофалев дека има доволно простор позади, сепак како 2008-ца е малце нели по-фамилиарно возило, ме интересира каков е просторот тука на задните седиште. Искрено мора да го пофалам, бидејќи има голем простор за нозете, исто така и за главата. Многу е комотно, можам да ги пуштам нозете понапред под седиштето и да имам уште покомотна положба за седење. На средниот дел доле имате висок тунел и широк. Не пречи толку многу за седење, но искрено не верувам дека вака големи патници како мене ќе можат на подолги дестинации да патуваат. Позитивна работа е тоа што Peugeot секогаш се труди да овозможи USB портови да има секаде, бидејќи тоа реално е потребно, особено за децата кога играат на телефони или на таблети, треба да ги полнат. Инаку имате постави тука позади седиштето, во вратата и тоа би било тоа. Уште една работа што мора да ги искритикувам Peugeot. Isofix куќите се поставени позади овие патенчиња што искрено ниту едно не можам да го отворам, бидејќи се плашам дека ќе го скинаме. Това го отворив. Може ли да го смислат да биде малку поинаку овој систем, но тоа е тоа. Сега одиме да го видим уште багажникот и тоа е тоа. Знаете што? Праговите тука се прешироки, напред и позади, но ми се допаѓа тоа што Peugeot успеале да направат вратите се спуштаат скроз до доле и никогаш да не се валка овој дел, за да немате прљави панталони. Океј, сега се вратиме на багажникот, а тоа е дека нуди 434 литри багажен капацитет, што мислам дека е сосема доволно. Не ви треба нешто повеќе, ако ви треба можете да ги спуштите задните седишта и да се продолжи багажникот, односно багажниот простор. И сега тука немате куќи за качалки, за жал, моите милени ги нема, немате ниту приклучок за струја, имате две остави од страна. Имате рамен под, всушност имате опција оваа даската да ја регулирате по висина и еден многу интересен факт е тоа што можете да кренете самата се заглави на овие странични куки, да ги кажам. Инаку доздолу имате уште еден дополнителен простор каде што можете да ставите оваа полица и да скриете и под неа имате мало резервно тркало, што е многу кул. Тоа е се околу багажникот и можеме да продолжиме се возиме. Кога сум тука, само да го кажам уште овој детал. Да научат другите брендови дека не мора да се стават огромни букви од брендот. Можат и мали букви, како тука што ги ставиле Peugeot, да изгледат впечатливо и елегантно во исто време. Ајде да го возиме. Прво да ви се извинам ако звуков е малку поочуден во цело видео, од причина што ни се расипа микрофонот и мораме така да истераме оваа епизода. Но, окей, сега се вратиме на она што е интересното. Конечно сме зад воланот на ова чудо. Искрено фаворит ми е 2008. Но пред да почнам да ги кажам сите интересни моменти, ќе кажам 3 работи кои што ги приметив како критика. Тоа е уште во другите две епизоди со другите 208-ци ги спомнав. Положбата, односно тешко е да го наместите воланот за да можете да го гледате 3D кокпитот. Но Peugeot има така направено да ве тера до некаде да се спуштите со седиштето што е можно пониско, да го спуштите и воланот со тоа, за не ви дојде чудно ниско седиште, воланот надоле, а седиштето високо. Но на ваков начин се спуштате пониско и го гледате 3D кокпитот, имате чувство како да се возите во некој спортски автомобил или како во некој Space Shuttle, што е многу интересно. Тоа е првата работа, што тешко се наоѓа идеалната положба, но кој ќе најдете навистина идеално. Втората работа е тоа што екранов и ретровизорот се премногу блиску и како да го затвара тој дел, но кој ќе најдете оваа идеална положба, тоа се губи бидејќи дупката што е измеѓу нив ви доаѓа идеално за прегледност. Ако седите малку повисоко,
или пониско, во тој момент имате проблем за прегледноста. И третата работа, тоа што исто така спомнав кај 208-цата, а тоа е што системот така налага, барем јас не можам никако да успеам да најдам цело време да ми стои потрошувачката на гориво. Сакам искрено да ја гледам, да ја пратам, за да знам во кој момент треба да се подобрам јас како возач за намалена потрошувачка, или чисто да си водам евиденција. Навистина ми значи да ми стои цело време потрошувачката тука, а не на момент да ми се појави па да ми се изгуби, тоа да биде многу брзо. И тоа се трите работи што ги извев како критика. Сега веќе може да дојдеме до поинтересното, односно има многу интересни работи, но ајде вака ќе пробам да истакнам неколку клучни моменти. Тоа е дека Peugeot нудат Power of Choice, тоа значи дека нудат што е можно по-различни можности во областа на агрегатите, односно имате дизел, бензинска и целосно електрична верзија, односно исто така како и кај 208-цата. Ако се сеќавате, жолтата 208-ца ни беше 1.2 бензински мотор со 100 конски сили, многу добар мотор. Дизел верзија не сме возеле кај Peugeot, сме возеле кај Citroen. Добар мотор, штедлив, но искрено јас го избегнувам тој момент, бидејќи бензинскиве мотори се и економични и многу добри на перформанси. Електричната верзија ме фасцинира, кај 208-цата, истите перформанси ги добиваат и тука кај 2008-цата. Искрено мислам дека Peugeot прво е направиле електричната верзија, па се понатаму. Толку многу добро функционира тој момент, но за жал кај нас мрежата за електрификација малку послаба. Знаете дека треба многу повеќе да се инвестира, но што имаме денес тука? Денес тука имаме 1.2 трицилиндричен турбобензински мотор со 130 конски сили, многу брз мотор, многу стартен, искрено ме фасцинира најмногу до сега од многу негови ривали. Не ви треба ништо повеќе од ова, навистина не ви треба ништо повеќе. Јас мислам дека е редно време да се срушат сите предрасуди кон трицилиндричниве мотори, особено кон Peugeot, бидејќи моторов е толку многу добар, во ниту еден момент нема почувствувате било каква потреба за нешто повеќе или да чувствувате вибрации или чуден звук. Секако за тоа многу помага одличната изолација што има поставено Peugeot. Буквално не се чувствува никаков звук, ниту вибрација од моторот, ниту пак од надвор. Како што кажав, моторот е идеален. Премногу брз, премногу жив, дури на пониски вртежи, многу лесно повлекува. Вистина, само пофални зборови за овој мотор. Во моментов е поврзан со 6 степен мануелен менувач. Менувачов е многу добар, многу краток, многу прецизен. Немам маани за него да изовам. Едноставно само сакам да кажам дека со автоматскиот менувач многу поубаво ќе изгледа во целокупниот дизајн, бидејќи изгледа премногу футуристично, премногу модерно. Би сакал да има и автоматски менувач. Сега околу возњата, Peugeot навистина ме фасцинира во овие последни неколку години. Се трудат и успеваат во тоа, нудат многу добри карактеристики зад волан. Искрено околу 208-цата бев презадоволен од тоа како управува, колку добро е направен односот помеѓу тежина и управување со управувачки систем. Навистина бев фасциниран. Исто така сум и тука, што воопшто не очекував. Океј, 208-цата е пониска, помала, гравитационата точка е нормално пониско поставена. Ова е повисоко возило, поголема, погломазно, се очекуваше да има некакво клатење, да нема такви перформанси како 208-цата, но воопшто не е така. Значи, Peugeot успеале дури и тука да понудат да имате чувство зад воланот како во 208-цата, па дури нешто подобро. Воопшто нема клатење, имате многу добро чувство зад воланот, имате многу добра контрола над самото возило, дури ако возите малку по спортски, по живо, низ кривини, буквално имате чувство задниот
дел дали ќе отскокне на некоја дупка или не, буквално многу добро имате контрола зад волан. Околу опремата станува збор за алур ниво на опременост, како што спомнав, чини 21.990 евра. Имате 3D кокпит, 10-инчен екран, паркинг сензори, паркинг камера. За жал нема паркинг сензори напред, мислам дека се потребни. Нема во оваа опременост, но можете да ги поставите ако сакате дополнително. Потребни се, бидејќи е сепак погломазно возилото, не би сакал да оштетам нешто од овој убав дизајн, така да ви препорачувам тоа да го направите. Нормално имате систем за предупредување за сообраќај пред вас, односно автоматска кочница, имате лейн асист, имате уште многу други работи кои што верувам дека ги знаете или ќе ги видите ако го видите каталогот на Peugeot. Но јас само ќе спомнам дека за 21.990 евра што е акцијска цена во моментов е на вистина многу добра опција, бидејќи дизајнот е тој што најмногу привлекува. Каде да го паркирате, каде да застанете, целото внимание е насочено кон него. Изгледа многу полуксузно, како што кажав уште на почетокот, делува како да чини 30 па и над 30.000 евра. Дизајнот ќе трае уште многу по-долго време од кој ќе искочат нови верзии од него. Ќе биде модерен, ќе биде посакуван и надвори внатре нема никогаш да ви здоседи, што е најбитната работа за мене. Така да мора да ги пофалам Peugeot, направиле на многу добра работа со дизајнот, но и со целокупниот пакет. Изгледа како да сте во премиум возило, се чувствувате како да сте во премиум возило, иако не е толку висок квалитетот на секаде како во премиум моделите. Треба уште многу да се потрудат за да стигнат до тоа, но се на многу добар пат и во конкуренција на вистина му нема рамен, особено во поглед на дизајнот. Очигледно дека сум фасциниран од Peugeot, од 2008 и од 208. Ви препорачувам да отидете до салонот, да го видите, да го извозите. И јас сега тука ќе се одјавам. Ова беше нашето прво видео за оваа нова година. Се гледаме многу наскоро со нови видеа. Поздрав, чао!